Маските паднаа, вистината излезе на виделина, целото сценарио им е јасно на сите. Ова е пораката која беше испратена од синоќешниот протестен марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во Скопје. Еден од главните иницијатори на За заедничка Македонија, Богдан Илиевски, во својот говор синоќа истакна дека Зијадин Села пред неколку дена го негираше постоењето на македонскиот народ, постоењето на македонската нација, химна и знаме, што според Илиевски е лицето на албанската платформа. Пред неколку дена еден коалиционен партнер на Зоран Заев и подписник на тиранската платформа го негираше постоењето на македонскиот народ. Зијадин Села го негираше постоењето на македонската нација, химна и знаме. Тоа е лицето на тиранската платформа и ниту една маска на Заев во голата борба за власт нема да ги излаче граѓаните. Вистината излезе на виделина. Паднаа маските. Целото сценарио им е јасно на сите. Илиевски во своето обраќање го истакна и говорот на албанската претеничка Месила Дода, која порача дека Македонија е стара албанска покрајина и се вика Илирида, и дека се подготвени да им помогнат на албанците на другата страна од границата. Пред неколку дена претеничката Месила Дода, нарекувајќи ја Македонија стара албанска покрајина Илирида, најави референдум за независност на Илирида, доколку не била спроведена тиранската платформа, која неодговорни политичари безусловно ја прифатија, без да мислат на иднината на земјата и пандорината кутија која ја отвараат, или уште пострашно, знаеле во што влегуваат, но не им било важно бидејќи се што сакале да се доверат до власта. Албанската пратеничка Дода повика итно да се обединат се албанските политички сили со цел да организираат референдум за прогласување на самостојност на така наречената Илирида. Do të them dy fjalë në fund të kësaj ndërhyrje time dhe për një krahin që më rrin fort në zemër. Është vendi për Karshi Ilirida. Krahin e moçme shqiptare që edhe emrin sot ja kemi harruar dhe dikush i thot Maqedoni, dikush i thot Fyrom, ne e ripërsërisim Ilirida. Po ja u them këtu nga krahu shqiptar i kufirit. Por më dyshoni që do e them shumë shpejt dhe nga i krahu tjetër i kufirit. Nga krahu përballë. Nuk do të ketë Ivanov, Gruevsk apo ndonjë anti-shqiptar tjetër që ta ndrujnë jetën e shqiptarëve tanë në ato treva dhe ta kthejnë në Palestinën e Europës. Shqiptarët e Iliridës duhet kërkojnë të drejtat plota. Nëse Zaev tërhiqet dhe nëse presidenti që firmosi fundin e shtetit të vet nuk jep dorëheqjen, duhet të mbledhet urgjentisht tryeza e forcave politike mbar shqiptare dhe të ndihmojnë që Ilirida të mbajë referendumin për mëdhetësinë. Министерството за надворешни работи на Република Македонија денеска ги осуди јавните настапи со навредлива и запалива реторика на Месила Дода кои се однесуваат на Република Македонија. Неодговорните изјави на јавни личности кои по својата функција налагаат и подразбираат одговорност за јавно искажаниот став не се во духот на добрососедските односи и декларираните заложби за пријателство и соработка меѓу двете земји и особено не во духот на европските вредности, стои во реакцијата на МНР. Од МНР апелираат официјалните лица во соседството да се воздржат од потпалување на тензиите во регионот, бидејќи според МНР покорисно би било доколку нивната енергија би ја насочиле кон конструктивни предлози и иницијативи за зајакнување на соработката и довербата меѓу двете земји и побрза европска интеграција.